Почитувани гледачи, добро вечер. Република Македонија ја очекуваат уште едни предвременни парламентарни избори кои ќе се случат на 11 октомври. Изборната кампања на партиципиентите на овие избори, политичките партии кои ќе земат учество на истите, веќе безмалку е во самата завршница. До крајот на истата преостануваат уште само 7 дена, а до изборите уште 9 дена. Со цел да ви ја приближиме дел од програмата на секоја од политичките партии или коалиции кои учествуваат на овие избори, ТВ каналот ВИС реши да реализира една дебатна емисија со носителите на листите во изборната единица 4. За таа цел испративме уредно писма, покани до сите носители на коалициите и политичките партии кои земаат учество на овие избори, и тоа до Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМНЕ и носител на листата на Коалицијата за подобра Македонија, до Артин Спахију, носител на листата од Демократската унија за интеграција, до Зоран Заев, лидерот и носител на листа на СДСМ, до Слободан Благовески од Коалицијата за промени и правда, Трет блок, до Даница Јованова, Либералната партија на Македонија, носител на листа се разбира, до Љупчо Георгиевски, носител на листата на Коалицијата ВМРО за Македонија, и до Митко Николов, носител на листата од Левица. До овој момент, до моментот кога ја снимаме оваа телевизиска дебата, своето присуство ниту го откажа, ниту го потврдија, ниту дојдоа во просториите на ТВ каналот ВИС Никола Груевски од ВМРО ДПМНЕ, Артин Спахијо од ДУИ и Даница Јованова од Либералната партија на Македонија. За таа цел, иако е тоа така, ќе ја спроведеме оваа дебата со четворицата овде присутни гости, четворицата носители на листи од своите партии и коалиции. Тоа се господинот Зоран Заев од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Заев, добро вечер, добро дојдовте на телевизиската дебата на ТВ каналот ВИС. Господинот Слободан Благовевски од Коалицијата за промени и правда. Господин Благовевски, добро вечер, добро дојдовте на дебатата. До тука и господинот Љупчо Георгиевски од третиот блок, односно од коалицијата, се извинувам, ВМРО за Македонија. Господин Георгиевски, добро вечер, добро дојдовте. И последен учесник во оваа телевизиска дебата е Митко Николов од Левица. Господин Николов, добро вечер, добро дојдовте на телевизиската дебата. Вака. Ова телевизиска дебата, предпоставувам, би траела со часови и часови, и не знам дали би завршиле денеска, ако зборуваме на сите теми и дилеми кои ја тиштат Македонија. Затоа одлучивме да зборуваме само на 3 теми. Што предвидуваат програмите на политичките партии и коалиции за овие избори во економијата, здравството и земјоделството. На секоја од овие теми имате право да одговарате само 5 минути. После вашите одговори, секој од овде присутните носители на листа и учесници на оваа телевизиска дебата има право на реплика во трајање од 2 минути, а оној кој е прозван има право на контрареплика во трајање од 1 минута. Пропозициите се едноставни и јас предлагам веднаш да започнеме со забелешка дека на самиот крај од емисијава, по завршувањето на вашите одговори на овие 3 теми, ки има право секој од вас на некој од кандидатите на овие избори и учесници во оваа телевизиска дебата да му постави едно прашање. Договорено? Можеме да започнеме? Можеме. Значи, започнуваме со темата економија. Прв е Зоран Заев од СДСМ. Повелете. Добро, економијата во нашата изборна програма, во планот за живот во Македонија е застапена преку 70%, затоа што реално тоа се најголемите очекувања кај граѓаните. Она кое што е најголемо посветено се работните места, повисокиот животен стандард, намалување на трошоците на живот кај граѓаните, но конечна целна група се младите луѓе. Од тој аспект, новата влада има намера 140 милиони евра да помогне директно буџетски средства во домашните компании. Секако тоа важи и за странските компании под рамноправни услови, се со конечна цел да може да се отварат нови работни места, да ги задржиме младите овде, да го подобриме амбиентот на понудата на работа за сите овие огромен процент невработени пред се млади луѓе во Македонија, но истовремено да директно со буџетска поддршка овозможиме бизнис секторот да ја покачува платата погоре.
Конечна цел кај нас е до крајот на мандатот да имаме минимална плата од 16.000 денари и просечната плата да стане 30.000 денари. Тоа не е невозможна мисија. Возможно е, но мора државата буквално преку буџетската помош да му помогне на стопанството да го направи тој зап, да го прелапне тој зап, за да може генерално со зголемена потрошувачка моќ на граѓаните да го отвориме комплетниот механизам на покачување на плати во Македонија. Убеден сум во тоа, постојат меѓународни пракси во тоа дека е возможно, секако без директна буџетска поддршка тоа нема да биде возможно. Ја нудиме младинската гаранција, во Европа веќе 14 милиони млади луѓе ја имаат применето, кое што им дава на младите три опции. Првата опција е директно вработување во рок од 4 месеци со завршување на образованието на младите. Втората опција е, ако сака да го продолжат образовниот процес, магистратура, докторати, државата ги поддржува. И третата опција од младинската гаранција е финансирање 6 месечно со бруто плати кај младите луѓе за практична едукација. Завршуваат средно образование, тргнуваат некаде на работа, државата 6 месеци ја дава платата, но газдата веќе го знае вкупната подготвеност на тој млад човек за да тргне на работа. Младите ни се конечниот наш аспект. Јас ветив пред граѓаните, ако Груевски потроши 1 милиарда на споменици, музеи и на мал милион глупости, ќе потрошиме и ние 1 милиарда евра, но за работни места. За повеќе млади да се вработат, за да се покачат платите во Македонија, заради тоа што веруваме во концептот дека парите мораме да ги вратиме назад кон граѓаните. Истовремено, тоа значи и по сите други основи да враќаме пари. Ветивме 15% од данокот на додадена вредност дека на секоја потрошувачка сметка ќе го враќаат граѓаните со потрошувачка картичка, едноставен модел, применет во неколку земји и дава резултати. Ќе помогнеме со тоа на државата да се избегне даночната евазија на ДДВ-то, која што до ден денеска е некаде повеќе од 30%. Граѓаните ќе повратат 150 милиони евра пари годишно, а дополнително 100 милиони евра ќе се влијат во државниот буџет на она што досега државата го собира. Социјалната помош ќе ја дигнеме до ниво на праведност, односно можност да едно семејство екзистира од сегашните 2.500-3.000 денари, тоа ќе биде до прак од 12.000 денари. Па ако сака државата да не плаќа многу социјални семејства со 12.000 денари, честно ќе се целосно посвети да ги вработи тие луѓе, за да биде вкупната бројка помала со по 12.000 денари поддршка, но инвестициите во енергетиката, во инфраструктурата се значаен сегмент, каде што мислиме дека преку вакви инвестиции во капитални проекти ќе му дадеме ветар во грб на домашното стопанство. Ние имаме одлично поднебје, имаме наши ресурси, нашиот народ е работлив, државата е должна да обезбеди амбиент за инвестициона клима, доволно оптимистичка и мотивирачка, за да приватниот сектор буквално се впушти оптимистички, позитивно во повлекување на кредити, инвестирање на сопствени ресурси, се со конечна цел да плаќат плати, да плаќат даноци, да заработат. Тоа што ќе го заработат, секако повторно се инвестира во нови плати и во нови даноци. Јас верувам, како бизнисмен, како економист, кој што добро ја познава македонската економија, и те како можеме добро да живееме. Може би не веднаш да бидеме Швајцарија на Балканот, но подобро од тоа што денеска го имаме, сум убеден. Економијата е нешто кое што од нас политичарите, граѓаните го очекуваат. Гледаме дека нашиот народ, дали е во Италија, Швајцарија, Германија, е дефиниран како еден од најработливите народи кои што се таму. Можеме таков амбиент да создадеме во Македонија. Во ваквиот аспект јас сум убеден дека како економист, како човек, можеби, реток политичар на големите политички партии, што доаѓа од деловниот сектор, што давал плата, што знае да се радува на секое ново работно место, дека може во Македонија да се отварат работни места со квалитетни и високи плати. Ви благодарам, господине Заев. Господине Богоевски, господине Георгиевски, господине Николов, право на реплика до господинот Заев на тема економија. Повелете, доколку имате. Нема да го користам. Господине Георгиевски, повелете. Јас мислам сето ова друго ми е прифатливо, само сум малку сомничев околу ова идејата, односно не идејата, нели туку заложбата дека минималната плата ќе биде како рековте 12.000 денари во првите 6 месеци, до крај на мандат 16 до крај на, значи и постигање на таа цел 500 евра. Значи тоа е убава цел и сите ние нели се стремиме кон тоа. Меѓутоа бидејќи
Сепак тука има две страни на оваа приказна. Има приказна на работниците, има страна на Капитал фактор. На капитал фактор, да, на луѓето кои се собственици. Ние имаме таа со господин Заев имаме нели и искуство и од едната и од другата страна и значи треба тоа многу внимателно да се работи затоа што ние знаеме дека и покрај тоа што према собствениците обично има нели многу клевети и напади, во суштина тие се случуваат со многу проблеми. Секој месец како да дадат плата е една голема филозофија и господин Заев многу добро го знае. Оптоварени се со тешки кредити, со инвестиции, со услови, нели? Инспекции, така казни. што едноставно изразувам само како една резерва дека значи тоа е добро да инспекции исто така. Добро е да се стремиме кон тоа, меѓутоа сметам дека треба многу внимателно тука да се оди за да нели да не се притисне многу бизнисот, па тој да почне да затвара фирми и да бега од Македонија. Така, благодарам господин Заев, имате Многу легитимна реплика? дилема, господин Григориевски ја отвара. Реално, ние ако оставиме сам тоа да го покрие бизнис секторот, ќе затворат фабриките, погоните. Затоа велам државата директно да вбризга своји средства. Од прилика нашите проценки се дека тоа се завршува со некои 40 до 60 милиони евра во првиот наврат, додека за маецот не ја отвори таа спирала на покачување на плати. Бизнисмените добиваат мотивирани работници со поголема плата, секако повеќе ќе вложат свој труд, а тука мора да одета државата. Државата преку директни трансфери од 1900 денари во одредени дејности до 9000 денари, тоа се 108.000 денари годишно по работник. Вкупните суми на пари ги пресметивме, токму тоа е. Оти ако ја дигнеме спиралата, тоа ќе овозможи потрошувачка моќ и ќе кажем како се одразува. Ако нашиот народ има за 2-30% поголема плата од тоа што денеска го има, дуќанчето не мора да продава со 5-7%. Ќе подигне да 10-12% профит. Со самата заработка ќе може да даде поголема плата. Кога имате зголемена потрошувачка моќ, тоа барем на домашниот пазар го решава проблемот. Тука се и сет на други мерки. Ако продолжиме со субвенционирање на транспортот, ќе му олеснеме на домашниот сектор приватен да биде истовремено уште покомпетентен и на меѓународните пазари. Ја потрошите. Значи генерално државата мора да игра улогата. Благодарам. Господин Николов, имате ли вие реплика? Во врска со повраток на ДДВ-то. Значи, бројките што се кажуваат нели од ваша страна се малку поголеми од реалните за повраток на ДДВ-то. Сметаме дека ако пример со 20.000 денари 20 вработени со минимална плата, би повратиле многу малку. Не само заради тоа што е ниска платата, туку тие кај што трошат пари, пример 90% од бутиците во Струмица се ДДВ, не се ДДВ врзници. На пазар, на зелен пазар што ги трошат парите, не се тезгите ДДВ врзници. За нечиите не се ДДВ врзници. Значи, не ги ставаме сите пари, од сите пари од ки се издвојува ДДВ-то, и има многу, баш сиромавите најмногу кај што трошат, тие мали дуќанчиња, мали бутици, занаетчи, продавнички, не се ДДВ врзници. Значи, математиката малку не е глобално за сите, нели исто? Така. Ева вака, ДДВ врзник се сите што имаат над 1.000.000 денари годишен промет. Да, ама тезги, бербер. Готово. Тезгите, еден голем дел од нив си имаат своја апаратче и на пазарот издаваат фискална сметка. Еден голем дел, еден мал дел не. Но тие што не се ДДВ врзници, автоматски го немат прокнижено ДДВ-то. И тие се поконкурентни од сите други. Зборуваме за преку 95% промет кој што е со ДДВ обврска. На сметката за струја, на сметката за вода, се што се облекуваме, се што се храниме, за гориво, се што трошиме, буквално 95% е со фискална сметка. Проблемот е што официјално државата има 30% ДДВ евазија, не се уплаќа во буџетот. Ако таа 30% е 300 милиони евра, од 1 милиарда колку што сега се собира, само 70% да ја анулираме. Тоа значи 150 милиони евра назад да се вратат кон граѓаните и дополнително 100 милиони евра плюс во буџетот. Апсолутно е возможно тоа да се реализира без при тоа да нарушиме одредена стабилност на одреден мал или поголем сектор од нашиот бизнис. Одиме понатаму, одиме со господинот Слободан Богоевски на тема економија. Господине Богоевски, што коалицијата за промени и правда предвидува на тема економија во својата програма? Сега ќе ги искористам тие 2 минути за реплика за да упатам една забелешка. На сите дебатни емисии каде што учествуваат носители на листи или лидери на партии, приметувате дека лидерот на ДПМН не учествува. Не учествуваат ни носителите на листите. Прво е
заслужува една сериозна критика, бидејќи како што науката, филозофијата е перманентен диалог и нема конечни заклучоци и вистини, уште повеќе јавните работи и бавењето со политиката е перманентен диалог. И таа култура на диалог ние мора да ја градиме. И затоа ние учествуваме, мило ми е, ево и представниците на ВМРО Народна и другите од коалицијата и другите секаде учествуваат. Единствено ДПМН. Тоа заслужува сериозна критика и мислам дека народот ќе ги казва тоа. Второ, упатува една уште посериозна порака. Значи дека веројатно они сметат дека не ги интересира јавното мислење, не ги интересира народот што мисли за нив и за нивната програма, него повеќе се подпираат на своите поданици, на медиумите кои ги имат под своја контрола и веројатно на скриените агенди околу познатите фалсификувања, подкуп и притисоци врз избирачите. Тоа е сериозна порака. Затоа искористив да упатам таа забелешка, а во врска со темата на економијата или економскиот развој на Македонија, во нашата програма почнуваме ние од анализите на постоечките состојби и тенденциите во изминатите 25 години од 90-та година наваму. Што покажуваат тие? Покажуваат дека економијата ни е во перманентен пат. Од сите заложби, господин Гириевски е сведок на тие настани на 90-тите години, како што сум и јас, ние верувавме дека ќе добиеме една парламентарна демократија во Македонија, каде што економијата ќе биде ослободена од државниот интервенционизам во најголема мерка што е можно. Ние, конечно, после 25 години добивме моќна и силна држава, а добивме сиромашни граѓани и економија притисната секојдневно од државниот интервенционизам. Ние тоа се залагаме во најголема мерка да биде скратено. Ево ќе ви кажам еден синтетички податок. Ако го гледате буџетот од 1989 година, значи година дена пред првите парламентарни избори и буџетот кој сегашната влада го проектираше, без разлика што тоа што изразуваше во долари, сега во евра, ќе видите дека е поголем за 3,5 пати. Тоа е едно. Второ, ќе видите дека растот на бруто домашниот производ не е поголем него што беше тогаш. Ако погледнете нивото на стандардот е пониско од 1989 година. И плюс, добивме една разочарувачка тенденција во Македонија да преку 80% од младите во Македонија сакат да побегнат од Македонија, покрај оние кои веќе не отидоа. Или веќе преземат конкретни чекори, оно што го објави Светската банка пред недела дена. Говори дека сите тие пароли се празни пароли и дека во суштина Македонија нема нити политичка економија, нити економска политика. Во врска со нашата програма за економијата и економскиот развој и мерките на макроекономски и микроекономски план, ние е гледаме како целина на концептот на политичкото уредување, политичкиот и економскиот систем во Македонија. Што год да замислите, што год да планирате, државата може тоа да го деструира за месец дена. Затоа ние бараме рационална држава, држава во која ќе нема повеќе од 4300 именувани и избрани функционери колку што има денес Македонија. Може да замислите колкава е таа бројка. За возврат на тоа, ако и погледнете, скоро 9/10 од луѓето имат плата помалце од 300 евра. Ова што господинот Заев го зборуваше, не се тоа нереални бројки, дури ние во нашата програма предвидуваме дека доколку се системски решат работите, не само во делот на економијата, но и во делот на владењето на правото, во враќање на слободите на граѓаните, пораката што ќе упатиме према странските инвеститори, поддршката кон домашните инвеститори. Јас не знам држава во Европа или било каде да има странски инвестиции доколку нема инвестиции во домашното стопанство. Никој не доаѓа. Тоа што го добивме ние во слободните зони, тие белосветски профитери, јас ги нарекувам, Македонија има скоро никаква полза. Тие служат само да ја зголемат статистиката за вкупниот увоз и извоз од Македонија, за да би можела после владата да се задолжува. Второ, предлагаме првично донесување на закон со кој ќе се ограничи правото на владата да се неконтролирано задолжува на светските пазари на пари и натре во земјата.
мора тоа да биде уредено со закон и да се ограничи лимитот колку владата ќе може годишно да се задолжува. Имате уште една минута. Да. Ние предвидуваме дека за 2 години, може би сме поголеми оптимисти, доколку се уреди државата на ваков начин, економијата да биде ослободена од стегите на државниот интервенционизам и да престане владата да биде најголемиот инвеститор и работодавец во Македонија. Доколку ние го разбиеме еднопартискиот систем, за кој многу жестоко се боревме 90-тите години, впрочем и тоа беше и процесот паралелно кој течеше со самостојувањето на Македонија, ние можеме да видиме дури и поголеми оптимисти од ово што е во програмата. И мислам дека тоа е реална програма. 16.000, може би поскоро ќе се стигне. Затоа сметаме дека во Македонија возможни се тие работи, али пред се е најважно да замине овој режим кој стави еден тежок печат на несреќата во Македонија. Благодарам, господин Богоевски. Господа, повелете со вашите реплики, доколку ги имате до господин Богоевски. Имате? Па, мислам дека поентите што беа кажани се во ред. Така. Мислам не би додал ништо се. Добре. Јас Ако е само тоа- еден коментар би Да, дал. повелете. Значи не здраво е државата да планира во буџет повеќе од 60 милиони евра од казни и да трчи да ги наплати. Значи ова е невозможно, не е добро. Од исполнувањето на буџетот на секој административец е еден од приоритетите, така и на владата. Градоначалник сум, сакам 100% да го исполнам буџетот на Струмица. Така најверојатно тоа го правеше и Ставревски и Груевски. И сега имало немало грешка во работењето, казната доаѓаше. Не можете да им го земете тоа што им е последно како сила на малите фирми, микропредпријатија, на средните фирми. Имаше едни години 67 милиони евра вика приход од казни. И сега треба да се исполни тоа дел. Тоа е катастрофално. Мислам дека тука самото однесување на владата се покажа во многу грдо светло и тој дел треба да не постои повеќе. Тоа не беше реплика, па сепак господин Богоевски, доколку имате Апсолутно се согласувам, дури јас на други емисии сум го коментирал тоа. Ние сме уникатни по многу нешта. Единствена држава, ја не сум прочитал друга држава во Европа, во буџет да проектира приходи од казни и глоби. Како можете тоа да го направите? И добиват наредба полицијата да мора толку казни во текот на денот. Управа за приходи. Управата за приходи која се претвори во рекетарска фирма, особено сега е актуелна. Трчат по фирми, им се закануваат, ги слушавте коментарите од прислушкуваните разговори, како они размислуваат да ги изракетираат. Па дури и пратеничката од овој крај вика не остана фирма во Струмичка што не ја изракетиравме. Одиме понатаму. Ви благодарам. Наред е господинот Љупчо Георгиевски, лидер на ВМРО Народна партија и носител на листата од коалицијата ВМРО за Македонија. Господин Георгиевски, интенција на секоја земја е да прави се поголем и поголем економски раст во една година. Како до тој економски раст? Што предвидува темата економија во вашата изборна програма? Па и ние како партија сме доста фокусирани на економијата и покрај тоа што да имаме малку патриотски имидж, меѓутоа економијата е главна поента и јас тука би тргнал од две точки на актуелната состојба. Првата точка од која би тргнал тоа е така наречените индустријски зони. Значи, можам да кажам дека во Република Македонија ние во овој момент де факто имаме две економии. Една економија која важи за индустријските зони и една за внатрешниот живот, за внатрешните македонски фирми. И тука има како два паралелни света. Значи, према индустријските зони се води можеби најлибералната политика што постои. Значи, од максимални субвенции, од бесплатни земјишта, бесплатни комунари, бесплатни градби, инвестиции во помош како субвенции во самите инвестиции, па потоа нели на субвенции на платите на вработените. И тоа е тоа што нели од време на време Македонија на некој меѓународен портал ќе објават 10-то место, 20-то место. Значи, кога ги прават тие анализи, очигледно ги прават само анализите што се случува према странскиот инвеститор кога доаѓа во тие индустријски зони. И може да се каже дека очигледно владата тука има една либерална политика за привлекување на тој странски капитал. Но и да, каде е проблемот? Проблемот е сега кога ќе погледнете внатрешното македонско стопанство, како веќе да се сочувате со друг свет. Тука сето тоа го нема и не само што имате нормален живот, туку имате вие да речеме наказана политика за која нели се проговори, а ние многу одавно зборуваме
кое е парадоксално. Вие имате невидени казни, да речеме, на луѓе кои имаат цена се 2000 евра предмети во дуќанот, а добиле казна од 10.000 евра. И тврчеа казни од 10, 15, 20, 30.000 евра на фирми кои не можат, да речеме, 15 години да работат, тие пари да ги повратат. Значи, на жестока казнена политика. На тоа, ако погледнете, додадете само стресот од инспекции. Една инспекција, друга инспекција, трета инспекција. Значи, вие доживувате еден стрес, гледате еден стрес неверојатен на внатрешниот економски живот. Сега тој ќе го поврзам со демографијата и силувањето на македонците. Значи, од целата таа тешка атмосфера, ние знаеме од сиромаштите многу луѓе се иселија. Меѓутоа, треба да го анализираме моментот. Како тоа познати бизнисмени со зафатен бизнис во Република Македонија продадоа се и се иселија од Македонија. Значи, тие луѓе направиле нешто во оваа сфера, меѓутоа нешто ги приморало да се иселат надвор од Македонија. Така што сметам дека тие индустријски зони треба да постојат, затоа што сепак некаква статистичка создаваат некаква статистичка позиција на Македонија, решаваат и дел од невработеноста, меѓутоа никако не смее да се користи како паралелен економски систем. Значи, ако таму имате таква либерална политика, тоа мора да важи за целата друга економија. А втората работа, значи, GDP-то што се создава во бруто национален продукт што се создава во тие економски зони, не смеете да го користите за задолжување на земјата. Затоа што бруто националниот доход што се создава е на некој начин сам за себе како посебен свет. Вие ако сакате да земете од тој GDP да вратите 1000 евра странски долг, тешко ќе го направите тоа. Значи тоа е како една статистичка бројка и ако сега вие го тоа темелите за да ја задолжувате Македонија, ова влада го прави масовно, значи сметам доаѓате до многу голем проблем. Вториот момент на кој сакам да се задржам е моментот, затоа, значи во првиот дел зборуваме за максимална либерализација на односите натре во економскиот живот на фирмите во Република Македонија. Сметам тие издржаа еден многу тежок период и навистина треба максимално сега да им се помогне на тие да можат да растат. И јас апсолутно сум убеден, ако ние на домашните фирми во Македонија им ги создадеме истите услови што ги создаваме во индустријските зони, ние ќе имаме пораст на македонската автохтона економија до невидени размери. Нашите луѓе знаат да работат, јас сум сигурен и оптимист сум дека тоа ќе биде најголемиот ветер. Максимална слобода и либерализација. Само ќе го спомнам примерот што добро го потсети господинот Заев. Сега 60, мислам, негде видов и до 100 милиони евра во годишните буџети се собираат од казни на фирми и на граѓани. Имате уште една минута. Јас ќе потсетам дека во нашите 4 години едно евро немаше од казни на фирми и на граѓани во буџетот на Република Македонија. Втората работа која сакам да ја кажам како еден економски ветер, тоа е нашата идеја секое село општина. Значи, ние сметаме дека поминаа 10 години од времето кога се направи оној фамозен закон за децентрализација и територијална поделба, која беше дел под притисок овде на мултиетнички односи, дел од меѓународната заедница. Меѓутоа, ние денеска после 10 години сакаме да го отвориме прашањето заедно со нашите пријатели од Европа и да ги прашаме каде во Европа постои ваков закон за децентрализација, каде постои повелба и каде е решен на територијалната поделба кој што е овде. Ние напротив сметаме дека треба да се воведе системот што постои во 95% од земјите во Европа. Секое село, општина, таков модел има во Франција. Франција, значи во Хрватска е така, во Бугарија е така, значи во секое село си има избори за кмет. Значи сега селата ќе се викаат општини, а денешните градови ќе се викаат градови. Нормално нема да ги имаат сите ингеренции што ги има целиот град. Нормално началник за полиција ќе биде за цел район. Меѓутоа сите оние други, да речеме, што се ќе си располагаат со атарот, што да се гради, што да се работи. Значи, едноставно тоа функционира на западот. Конечно, ние имаме единствен пример во Македонија и сметам дека тоа е многу позитивен пример. Се сеќавате, Вевчани остана таков модел, село, општина. Ако разговарате денеска што е проблемот? Значи, сметам дека тоа е дел, значи ќе решиме и мултиетнички односи во Македонија, меѓутоа ќе им дадеме многу економски живот. Еве да речеме конкретно во Струмица има стотици такви примери кои може да... Благодарам, господин Георгиевски. Господа Повелена, со вашите реплики.
Само ќе се надоврзам, па може и да ме одговори господин Георгиевски. Јас сум приврзаник на децентрализацијата, да оди колку што може поблиску до граѓаните. Само така канџите на политичарите ќе може да ги тргнеме на страна, кога луѓето ја имат контролата доле. И во нашиот дел на програмата би било прифатливо едно вакво решение кое што ќе значи враќање на сите тие местни заедници, урбани заедници со печатот, да им дадеме на располагање ресурсите. Некои имат земјиште, некои имат шуми, некои имат рудни богатства, имат своји извори и директно тука на местна заедница ќе го решат проблемот, тоа што во селото. Може ќе одлучат дека треба да инвестираат во училиштето. Може би амбуланта им фали или слично, зошто само луѓе кои што се тоталитаристи по определба или автократи тешко се разластуваат. Ние мораме идната власт да ја разластиме колку што може подолу, да ја симнеме поблиску до граѓаните. Овој процес на децентрализацијата покажа уште сега дека колку е поблиску одлуката до граѓаните, толку и транспарентноста, толку инвентивноста на граѓаните е посилна и поддржуваме да вако. Благодарам, господин Георгиевски. Само да додам, значи, еве конкретно Љубе Бошковски има втор дом во селото Бале, нели селото, тоа е близу до Ровин. Тоа има статус на општина. Значи 600 жители имаат буџет од 2 милиони евра. Вие замислите, ние имаме села од 600 жители, низ цела Македонија имаме села по 10.000 жители во Западна Македонија, може по 13.000 жители, немаат обична жиросметка. Истото можеме да го погледнеме нели во Источна Македонија. Значи, јас велам, зошто селото да не управува за собствениот тата и за се она што ќе се случува во тоа село. Тоа е конечно децентрализација на Македонија, затоа што сега сакате или не, монополот и сите средства одат во Скопје. И таму се гради, значи цела Македонија работи сега за Скопје. Јас сум против тоа. Значи мораме да прекинеме со тоа. Ние практично треба да градиме од буџетот на Македонија сегде низ цела Македонија, само не во Скопје. Скопје има живот сам за себе. Благодарам. Господин Рогоевски, господин Николов, повелете. Некако реплика, него како дополнителен коментар. Македонија во суштина од 90 наваму не успеа да изгради простор и план за регионален развој и да се дисперзира економијата во локалните самоуправи, дури до најситните порики, што вика Георгиевски, и во селата. Јас се согласувам со тоа, тоа е исправна тенденција. Но проблем е кај нас споеноста на партијата со државата. Таа никој пат нема да дозволи децентрализација заради располагањето со средствата. Од тука викам дека многу е важно да ја развластиме партијата, да ја одвоиме од државата, а после да ги градиме економските мерки за регионалниот развој. Затоа ние и не можевме да го изградиме. И второ, дополнителен коментар, мило ми е што и така размислуваат и другите учесници за слободните зони. Ние не сме против слободните индустријски зони, но сме против моделот кој е одбран. Како можете во услови кога Македонија се задолжува и гледате колкавав е јавниот долг, 6,9 милиарди како што објави Народната банка. Услови кога ќе дојдеме да не можеме каматите, а не ратите да ги исплаќаме, вие давате неповратни позајмици на белосветски профитери, како и сакате да ме сватите што вака ги нарекувам, неповратни 17,5 милиони евра да не пропаднела нивната фирма надвор. Благодарам. А ги рекетирате домашните фирми. Благодарам, господин Значи, Георгиевски. токму тоа е поентата, значи, јас пак ќе кажам, индустријските сезони се само добар имидж на Македонија, пред меѓународната јавност и за некаква статистички податок. Статистика. Статистички податок, ништо повеќе. Значи, вие ако го погледнете ќарот, односно давање, зимање, сега ако споредите буџет на Македонија и индустријски зони, ќе видите дека буџетот на Република Македонија повеќе дал за тие индустријски зони отколку што земува од тие индустријски зони. Освен, значи ќарот е тие 100-200 плати што во една во друга фирма ги работат, тоа е некаков ќар. Јас не велам, меѓутоа вие можете да ги дадете на македонски фирми како субвенции, ја мислам дека многу поголеми бенефиции таму ќе дадат. Меѓутоа, она што е недопустливо во целата приказна, GDP-то, бруто националниот доход што го прави таму, вие според тој GDP да ја задолжувате Македонија. И тука ние ќе дојдеме во еден многу сериозен процеп, мислам дека во наредната година до две ние ќе имаме многу сериозен проблем со надворешниот долг. Благодарам, господин Георгиевски. Господин Николов. Да, значи јас сакам да прашам во врска со приватизацијата на големите јавни предпријатија, поред тоа што господинот Георгиевски беше и премиер во тоа време кога се приватизира некои работи, па и беше во политиката. Добре. Значи, нели сметате дека
приватизацијата на големите јавни предпријатија, електростопанство, во ваше време и Телеком, беа грешни политики. Значи, се дава ресурсите на странски компании и сега тие странски компании управуваат со нашите ресурси. Мерберен комбинат, па и сега се практикува и со сегашната влада, нели се дават под концесии наши богатства на странци. Дали тоа не е грешна политика, наместо ние да ги управуваме нашите ресурси, наместо страници да ги управуваат нашите ресурси? Благодарам, господин Георгиевски. Значи вака, апсолутно денеска, ако правам анализа, апсолутно можеме да ја кажем дека многу работи не требало да се приватизираат во Македонија. Меѓутоа, сакам да ви ја доловам само атмосферата, која беше, значи тука не го судувам јас дури ни СДСМ кој да речеме во чие време 90% од приватизациите беа завршени, дел после ние продолживме тие приватизации. Не ги осудувам ни нив затоа што, пазете, ние сега кога зборуваме отпосле, навистина можеме да извадиме многу анализи. Меѓутоа, сакам да ве потсетам дека од 90-та година, не само во Македонија, не само во бивша Југославија, во цела Источна Европа, дојде политиката на ММФ и на Светската банка. Денеска тие ги нема нигде, не како да се маргинализирани. Значи, верувајте, онаа влада која немаше да ја прифати политиката на ММФ и на Светската банка, веднаш ќе добиеш етикета дека е антиреформска, прокомунистичка, застарена и ќе ги имаше сите можни етикети, не само во Македонија. Тоа се случуваше и во други источноевропски држави. Значи, тоа што го правевме ние во Македонија, го правевме по рецепот на целиот источен блок. Значи, тоа беше шемата која дојде од Светската банка, значи, истата шема, 20 загубари, за 6 месеци приватизирај ги или затвори ги. Ја имаше и во Бугарија, и во Романија, и во Полска, и дури и во Русија. Сите одеа по тој систем. Само уште начин. Така што, и мене ми е жал што големите светски економисти не направат една анализа што има Источна Европа од рецептот на Светската банка и на Европската банка. И јас имам многу резерви према дел од тие проекти. И првата тема ја затвораме со излагањето на господинот Николов од Левица на тема економија. Поведете. Значи, и мене ми е жал што мора да дебатираме овде само опозиционери, што нема представници на владеачки партии, па мораме сега внатре во опозицијата нели да концептите да ги разминуваме. Во делот на економијата, Левица програмите во делот на економија во нашата изборна програма се насочени најмногу кон работниците, подобрување на животниот стандард на работникот, на земјоделецот, на занаетчијата, на ситниот трговец и сите мерки се насочени во таква насока. Значи, Левица се залага за прогресивни даноци. Ќе го спомнам прогресивниот данок на добивка. Тој да биде од 0 до 30% данок на добивка, кој директно ќе зависи од односот добивка-плата. Тоа значи, ако една компанија покажува голема добивка, а платата на работниците е минимална, таа компанија ќе биде високо одоночена. Исто така, ако компанија покажува добивка, ама и работниците имат благодет од таа добивка, имат високи плати, тогаш веќе односот е друг и значи во таа компанија данокот на добивка ќе биде пониско одоночена. Понатаму, Левица има мерка значи за укинување на привилегиите на странските инвеститори. Значи за тоа веќе се служуваме тука, значи за странските инвеститори да немат привилегија пред домашните инвеститори. Во делот на приватизација на јавните предпријатија, Левица има мерка да се сопре приватизацијата барем на тие јавни предпријатија кои што се уште не се приватизирани. Електрани, железница, водостопански предпријатија, пошта, да останат, значи јавни предпријатија, да останат предпријатија на сите. Во делот на непродуктивните расходи од буџетот, значи Левица е сопирање, значи тие расходи да бидат сведени на нула, да нема непродуктивни расходи, значи не може да се троши на канделабри, на споменици, а истовремено да немаме ангажирано агрономи во рурални средини каде што најмногу им треба на земјоделците. Истовремено и со банките, да се намалување на каматите и провизиите што ги наплаќаат банките. Банките последните години покажуваат најголеми добивки. Тие добивки на банките во најголем процент се од кредитите што населението ги зима од банките. Во делот на подобрување на животниот стандард на населението, значи ние воведуваме наместо социјална помош минимално за гарантиран приход за секое семејство.
Тој минимално загарантиран приход ќе биде од 6.000 денари за едно члено, 8.500 за двочлено, 9.400 за тричлено, 12.000 за 4-члено семејство. Значи, секое семејство, секое домаќинство кој што има приход понизок од тој минимално загарантиран приход, ќе добие помош од државата, но до ниво на тој минимално загарантиран приход. Во делот на платите, минималната плата ќе биде, значи нашата мерка минимална плата да биде 15.000 денари и да биде унифицирана за сите дејности. Ние имаме начин како тоа ќе го направиме и во приватниот сектор. Сега нема многу време за да го образложиме идејата, може како реплика после да ја образложиме идејата. Во делот на подобрување на работничките права, значи стандардот К15 моментално приватните фирми ретко која дава К15. Регрес за годишен одмор. Регресот за годишен одмор да биде законски утврден и да важи за сите работници, а не само за функционерите. Хранарење и превоз. Со въведување на концептот бруто плата, сега платата нема дополнително за хранарина и превоз. Имате само уште една минута, повелете. Да, значи ги враќаме хранарината и превозот како обврска на фирмите да ги исплаќат работникот да има можност да зема и хранарина и превоз. Да задржиме кај земјоделците и тоа е дел од економијата. Значи земјоделецот мора да има загарантирана откупна цена. Не може тој да произведува, а да не знае по колку ќе ги продаде неговите производи, поради тоа што нонстоп варира цената. Значи загарантирана откупна цена на земјоделските производи и откуп на вишкот на земјоделски производи од страна на откупни центри кои ќе бидат менаџирани од страна на државата. Така, добро. Господин Заев, господин Богоевски, господин Георгиевски, повелете да имате реплика. Поминаме на другите теми. Не. Да поминеме на следната тема, а следната тема е здравство. Една од темите за кои многу се зборува во нашава земја. Ако ги слушате едните, во здравството се е како што треба, ако ги слушате другите, здравството е болно, ако ги слушате пациентите, имаат трета приказна. Што предвидуваат програмите на политичките партии и коалиции кои одат на овие превремени парламентарни избори? Прашање за Зоран Заев, што предвидува програмата на социјалдемократите. Да, по истиот редослед. Добро. Значаен сегмент од нашето секојдневие е здравството. Ќе кажам само вака. Кога имаме болен човек дома, нема поважна работа, освен здравието да го врати. Денеска е руинирано и комплетно урисано. Велат луѓето, здрав да одиш, болен ќе си дојдеш од болница. Кога ќе видиме нашите болници, во Струмици, во Тетово, во Скопје, во Охрид, на сите страни. Во самиот влез, каде што се болничките соби, каде што лежат пациенти, искинати чаршафи, валкани перници, не е смената постелнината, не е замената долги години. Лекарите буквално работат во толку тешки услови, немат инструментариуми. Често мора да ги упатат пациентите да одат до аптека, да си земат игла, шприц, тампон, завој, инфузија или слично, ако сакат да подлежат на третман лекарски или слично. Платите кои што се во здравството се со во основица 27.000 денари специјалист. Да не кажам болничар со 13.000, 14.000 денари, немат никаква мотивирачки дел. Тоа е сериозна причина да мигрираат надвор. Затоа пакетот на нашите мерки предвидува да бидат мотивирани здравствените работници и лекарите. Здравствените работници до крајот на мандатот имаме конечен таргет да ги дуплираме примањата, а специјалистите да добијат плата до 100.000 денари. Тоа ќе овозможи да не бараат начини како да бидат мотивирани пациентите да некако другчие го привлечат нивото внимание, или пак, поради лошите примања, да заминуваат надвор од државата, 200 лекари годишно не заминуваат надвор од Македонија, и на крајот ќе останеме држава без лекари и нема кој да се грижи за здравието. Преку ваквата плата, тие ќе бидат доволно мотивирани да се посветат на здравието на нашиот народ. Истовремено, мораме да ги обезбедиме сите неопходни услови за нивно работење. Лекарот исто така мора да биде слободен на пазарот. Што значи кога во јавното здравство работи, ако е до 16 часот на смена, треба да го има правото како секој друг. Ако сака поручек да работи за екстра приход, тоа да му биде возможно, а државата да го исконтролира оној дел што се однесува на јавното здравство. Не може водоинсталаторот во комуналец Струмица, водовод Скопје, работи до 16 часот и поправа водоводни мрежи и слично, поручек тај дома, кај мене, поправа, кај Лупчо, кај Георги, кај било кој, поправа и нешто друго, екстра приход да извади.
Мора да им дадеме на лекарите можност, зашто оти на тој начин продолжуваат со лечењето од секаков вид болести на нашиот народ. Од тука главниот аспект мора да биде насочен кон јавното здравство. Ние ветивме, ќе го ослободиме секој пациент од болничкото лекување. 5,5 милиони евра годишно државата има од партиципацијата што за болничко лекување го плаќаат граѓаните. Половина споменик на Александар Македонски е тоа. Значи тие пари може државата да ги понесе за здравието на својот народ. Ама барем секој ќе знае, кога ќе оди во болница, имал, немал пари, ќе добие лек и ќе биде оздравен, односно ќе добие здравје од страна на здравствениот систем. Тоа е јавно здравство, тоа е наше, на сите. Нека ги има приватните болници. Тие нека бидат убава алтернатива на понудата. Тие што сакаат да платат повеќе апартман, да изнајмат кога се во болница или слично, нека го имат, нека си доплатат. Но јавното здравство мора да биде достапно до сите и да не чини пари. Кога одиме во болница и имаме потреба од болничко лекување, тогаш не плаќаме ништо. Секако лековите мора да ги подобриме. Заврши времето кога само цената е важна, што е со квалитетот. Некои викат нема действие лековите во Македонија. Заради тоа што не се гледа и на квалитетот во тендерските постапки, кога Фондот за здравство ги набавува за Македонија, не можеме ние да кажеме дека не е се исто каква вакцина примат нашите деца. Нашите пензионери какви лекарства имат. Или не знам овие посебни ретки болести дали ги има во Македонија самите лекарства. Не, квалитетот мора да биде дел од критериумите при изборот на лекарствата. Од тука целиот овој концепт мора да биде искрено поставен во еден систем каде што буквално пациентот ќе биде центарот на вниманието. Се да постои заради него, а не заради некои други интереси, најчесто тоа се бизнис интереси, фондовите знаеме дека во минатото правеле мал милион глупости, тука се движат големи пари, да заврши ова време. Навистина не може да кажеме дека сме суверена, самостојна држава која што здравствениот систем го има урнисано. Ние мора да го обезбедиме здравјето на сите граѓани. Јас сум убеден во тоа дека тука постои, знаејќи дека нема да отвориме друга тема. Имате една минута. Ќе кажам дел и за образованието, заради тоа што за мене здравството и образованието се првите приоритети. Во образованието се стават темелите на едината на државата. Денеска дечињата од 3-4 оделение имат по 7 час. Тоа мора да заврши. Ќе ги вратиме часовите на неопходно потребни, каде што децата повторно ќе има 3-4 час. За да бидат и деца умеѓу време. Заборавија да го живеат детскиот живот. Ќе воведеме практичната настава во средното образование на факултетите, за да бидат веќе и практично подковени за пазарот на трудот. Екстерното тестирање ќе го укинеме, заради тоа што тоа е репресија. Овие административни постапки на сите учители ќе ги укинеме, ќе го направиме системот мотивирачки со награди, за да ги поттикнеме учителите да пренесуваат знаење, да ги учат нашите деца. Тие се вторите родители на нашите деца. И ќе направиме најдобрата европска пракса од образовни системи кои што треба да има во Македонија. Така. Им дозволиме и на другите учесници во оваа дебата да поразговараат една минута на тема образование, бидејќи во ова време господин Заев искористи да позборува и на оваа тема, иако не беше предвидено, но како и да е. Повелете со вашите реплики, господа. Немам реплика, ако ми дозволите уместо реплика за образованието, таа минутка да искористам. Согласувам дека ние од кога паметам од 90 перманентни реформи правиме во образованието. И колку повеќе реформи правиме, толку ни е полошо образованието. За пример ќе земам основното образование. Ние одамна во законот го избришавме насловот на законот. Не пишува веќе закон за основно образование и воспитание, него пишува закон за основно образование. Воспитната компонента е изфрливме од образовниот систем. Перманентните проекти, кои ги нарекуваат реформи, колку да се потрошат пари добиени од разни проекти од странство, доведоа до тотален хаос во образовниот систем и губење на основните вредности. Ние заборавивме на што е тоа општествен морал, кој се учи во образовниот систем прво. Ние не знаеме се каков морал има нашето општество и што треба нашите деца да учат. Тоа е прво и основно. Понатаму заборавивме каков кадар ни треба во натамошниот степен на образованието. Ние продуцираме кадри по потребите на, да речеме, владеачка партија некој. Прибашувате, господин Кугловски, И тоа не беше поентата, таму треба навистина големо внимание и една од мерките која треба да биде како што беше 91 година,
забрането членување во политички партии и било какви активности во овие клучни ресори: образование, здравство, одбрана, внатрешни работи. Благодарам. Благодарам, господин Заев. Мала контрареплика, убаво ќе беше да беше човекот тука да го прашаме. Од негова глава е тоа и Кембридж и екстерно и се. Ќе дојде гатачката или било кој, ќе дозира одреден концепт, за него му изгледа примамлив и паѓа наредба. Нема кој да му каже: шефе, не бива таа работа. Лошо е. Тоа е проблемот, да го прашавме да беше тука денеска, заради тоа што од врхушката. Од таму доаѓаат сите овие глупости. Нашите деца се тука. Комплекси наметнавме врз децата, со нив и ние родителите, наставниците. Штрепат секој ден да не мавне некој од некаде. Некој е казнат и втората е бркање од работа. Катастрофа. Учителот, свештеникот, докторот ни беа најсвето нешто во општеството. Го погазивме целото тоа. И тврдам, кај мене беа разговорите пред од врхушката. Директно од главата на Груевски. Благодарам. Повелете? Имате? Реплика. Реплика? Не. Добро, одиме тогаш со господинот Богоевски на тема здравство. Концептот на здравството во нашата програма е во корелација со целокупниот систем на општественото економско уредување. Можеме овдека бесконечно да ги кажуваме критиките. Сите го гледаме какво ни е здравството. Но што е базичната определба наша? Прв чекор кој треба да се направи покрај овој што кажав департизација на здравството. Не може местниот комитет мала станица да одлучува кој ќе биде директор на клиничкиот центар во Скопје. Тоа е страшно. Прв чекор треба да биде одвојување на фондот за здравство од Министерството за здравство. Парите што ги уплатуваат туѓето за здравствени придонеси, веќе натаму немате контрола. Тие се користат за плати, за други работи. Тоа е основна работа која за почеток треба да се направи. Можете вие цел живот да плаќате пари, а не знаете кој би ги троши. Ние ќе ги земаме искуството од напредните европски држави. Тоа се пари на здравствените осигуренци кои некој треба да има одговорност како ги менаџира таму, а не да се трошат за разни набавки кои не се необходни. Втора работа, мора лекарот да се врати до пациентот. Сите овие мерки кои досега беа преземени од актуелна власт го оддалечија пациентот од лекарот. Сега здравствените услуги се тешко достапни, особено за некои посложени болести или зафати во здравството. Додека ви закажат мој термин, ваш термин, ќе поминат 2 месеци, умеѓу време човекот ќе почине. Ние станавме рекордери по број на умрени новороденчина во Европа. Добивме градови, да речеме еден Прилеп. Нема гинеколог. Гевгелија е на пат да остане, сега е со еден, да остане без ниеден. Дали можете да го замислите во 21 век толкави градови да немат гинеколог? Така и низ цела Македонија. Зошто? Затоа што лекарите видеа дека поважно да имате партиска книжка, а тие што не сакат побегнаа во приватното здравство. Приватното здравство секако треба да постои. Но то мора да биде дел од целокупниот концепт и во корелација со јавното здравство. Не само за создавање на профит на собствениците на приватните клиники. Сега се случува, таму ќе добиете добри услуги, али ако дојде до комплицирање, веднаш ги враќат на клиничкиот центар. Ние го едуциравме и образовната и стручната компонента на клиничните центри. Ги дисперзиравме како да се работи за стопански субјекти. Кој сега ќе ги обучува новите кадри? Вие веќе немате доволно кадри, професори, специјалисти кои можат да ги обучат да се што сите побегнаа. И трета работа, платите. Веројатно знаете дека лекарите примат од 23 до 30 и нешто илјади плата. Можете да замислите тоа нешто, а образовниот процес и целиот процес на стручно освојување трае најдолго од сите професии. А во исто време имате административни работници од овие што ги набрав 4300 и нешто, од најниско ниво кои земат дупло или повеќе од дупло плата од еден лекар и специјалист. Дали е замисливо тоа, па да очекуваме квалитетни и нормално лекарите квалитетни ни бегаат. Ние предлагаме минималната плата на лекар да биде еднака како што е на судија. Сега е 2,5 пати на судиите поголема платата него на лекар специјалист. Благодарам. Благодарам, господа, повелете со вашите реплики. Не? Добро, одиме со господинот Лјупче Георгиевски. Повелете.
Значи, кога станува збор за здравството, малку луѓе знаат дека и во здравството има една мерка според која се мери кое е здравство, колку е добро, како еден вид конкуренција, а тоа е бројот на, односно процентот на мртвородени деца. Значи, тоа е еден вид како златен стандард во тоа кога се споредуваат здравствата, нели, во споредба со самото себе во претходните години или во споредба со регионот или цела Европа или цел свет. Значи, она што можем да го кажем како една гордост е дека во периодот 98-2002 година, според податоците кои ги имавме тогаш, македонското здравство успеавме да го постигнеме да има најдобри резултати според тој стандард од 45-та година па до 2000-та година. Од тој момент до денеска не сум мерел и не сум се интересирал како е, меѓутоа според податоците што ги слушаме секој ден за бројот на мртвородени деца, тоа е нешто фрапантно, тоа е нешто страшно и мислам дека ние ако се доблесни сега медицинските, нели, Министерството за здравство, треба да ни каже каде на таа рейтинг листа, како што ни кажуваат на Forbes за економија, така и сева, да ни кажат и во здравството каде е Република Македонија во споредба со самата себе пред 50-20 години и со цела Европа. Мислам дека ќе бидеме на дното. Втората работа која сакам да ја кажам во поглед на здравството, значи сега сакам малку поширока рамка да дадам, дека нешто не чини е фактот колку приватните медицински установи никнати се и се раѓаат. Тие како печурки се размножуваат во Република Македонија. Тоа од една страна можеби е добро, нели, да имате вие приватна, нели, медицинска, нели, болница или клиника или било што. Меѓутоа фактот дека тие толку брзо се градат во Македонија, во Скопје ги има 5-6, верувам дека не сите градови во Република Македонија ги има веќе. Значи зборува дека нешто не чини во државното здравство. Зошто? На толку пари кои се фрлаат во тоа здравство, да ја погледнеме ставката од буџетот, не една година, години наред и ние да немаме здравство повторно Република Македонија, така што ние се принудени луѓето последната пара, тој колку и да е сиромашен, и принуден последната пара да ја даде да иде кај некој подобар доктор затоа што го бара најскапото. Третата, значи дефинитивно треба нешто да се промени. Од тука се согласувам дека треба да се изгради еден општ консензус меѓу сите политички партии утре и мораме да се согласиме дека докторите, медицинските лица се тие кои мора со платите малку да отскокнуваат од многу други сектори во Република Македонија. Знам јас дека многу ќе се најдат погодени и тоа може да предизвика бран на штрајкови во Република Македонија, но да сметам дека тоа како еден вид консензус треба да се направи. Третиот сегмент кој сакам тука да го кажам е високото образование. Тоа е нели малку и поврзано со оваа тема. Вие кој ќе видите колку денеска посебно во последните 10 години се руинира македонското високо образование, просто страв да ве фати. Меѓутоа, можеби проблемот не е толку ако некој е правник, тоа што ќе го поправи можеби некоја финансиска, што ги разгреши можеби некоја финансиска грешка да ги направи. Меѓутоа, ние имаме проблем што веќе без учење дипломи за здравство се даваат во Република Македонија. И од тука погледнете ние на колку сме сведоци на лекарски грешки, на колку починати луѓе кои во ние на нормална држава во Европа не починуваат луѓето. Четвртиот сегмент кога сме кај здравството, на што сакаме посебно да обрнеме внимание на некои нус елементи навиду, меѓутоа се во основа за добро здравствен систем. Имате уште една минута. Да. Јас ќе спомнам само два такви елементи, да речеме тоа е политиката на вакцините. Ние сметаме дека во Република Македонија никако нема да дозволиме проширување на бројот на вакцини кои се даваат на децата. Има држави кај што тие вакцини стигаат и до 20 на вакцини. Сметам дека дори и оние што сега се даваат вакцини треба многу сериозно да се преиспитаат и една многу сериозна политика да се поведе, затоа што има многу дискусии за нели понатамошното здравство на луѓето. И четвртиот сегмент како плюс производ врзано со здравствената политика, тоа е генетски модифицираната храна. Ние сме за строга забрана од најмалку 10 години, додека навистина тој светски експеримент не ги даде резултатите во другите држави, да има забрана на генетски модифицирана храна во Македонија
со дополнителна контрола затоа што тука има многу трговци кои наведом носат лажни декларации и дефинирање на работите, сеопшто дефинирање на храната. Благодарам. Значи застарена храна, увоз, значи максимална контрола. Благодарам. Повелете со реплики. Само една работа, дали господинот Григориевски се согласува дека во духот на таа децентрализација мораме да ги децентрализираме и потребите на граѓаните од примарното здравство. Да. Одредени села веќе немат. Да. Немат амбуланти. Некаде патуваат по 30-40 километри да дојдат до амбуланта, а има и одредени помали градчиња кај што немат лекар. Неготино Демиркапија децата се раѓаат во Кавадарци и на извод се родени во Кавадарци, а тие се од Неготино. Например, со ваквата децентрализација, селото со свој печат, со своја сметка, со своји акумулации пари, ќе одлучи. Ќе одам до градот, блиско ми е, или овие пари ќе ги вложиме директно во амбуланта. Дали е тоа во духот на тој концепт за кој што зборува? Апсолутно се сложувам дека Така. тоа е основа на сето тоа. Добро. Јас само да дополнам коментарот. Македонија минатиот месец имаше 90 мртви новороденче. Тоа е фрапантна бројка. Бела за 3 месеци имало 90. Манипулират се Така, бројките, ево, ако прашате лекарите. И за ќе 3 ви кажат. месеци е многу. И за 3 е Многу е премногу. многу. Да. Страшна е бројката. И второ, околу приватното здравство. Секако ќе постои тоа. Но, цените на услугите се енормни. Така да квалитетните здравствени услуги за сиромашниот човек стануваат недостапни. Што ние предлагаме? Оно што го покрива јавното здравство. Човек да може, доколку има пари и има потреба, да може да се одбери лекување во приватна клиника, но за делот на разликата во цената помеѓу таа што има приватното здравство и ово што го покрива јавното здравство. Благодарам. Имате одговор? Тоа во рекла, мислам, тоа е многу прифатливо нешто. Добро, ако е тоа се, одиме со господинот Николов. Господин Николов, повелете што Левица предвидува во својата програма на тема здравство. Значи на тема здравство, прво што предлага Левица е обезбедување на право на здравствена заштита на сите граѓани на Република Македонија. Без разлика дали си вработен, невработен, дали си пријавен во агенција за вработување, дали си студент, а имаш повеќе од 26 години, дали ти доцни платата 3 месеца, па сега не си осигурен, па не можеш да се лекуваш, значи тоа да не важи, значи да важи дека сите сме рамноправни и сите го имаме тоа право да се лечиме, значи сите граѓани да се еднакви во здравствената заштита. Понатаму, значи условите за работа во јавното здравство се катастрофални. И условите и платите на здравствените работници се многу ниски. Тоа придонесува здравствените работници да го напуштаат јавното здравство и да преминуваат во приватно здравство, во приватните здравствени организации, дури да ја напуштат и државата и да заминуваат во странство. Значи, мора зголемување на платите на здравствените работници, а истовремено и да не се толку оптеретени со административните работи. Денес кога се оди на лекар, лекарот пола време го троши пред компјутер да ги внесе сите тие административни бирократски работи, наместо да се посвети на примарната работа, значи тоа е лекувањето на пациентот. Понатаму, приватните здравствени установи, значи приватните болници, да имат утврдени цени на здравствените услуги. Денешно време се сведе сиромашните луѓе да одат во јавното здравство, а богатите да одат да се лечат, значи, во приватните клиники. Исто концептот во здравството по учинок. Значи, денес лекарите се плаќаат по учинок, како да се на норма. Значи, луѓето не се мајци со шиини или панталони, па сега треба лекарот да помине повеќе луѓето не се бројка. Значи, кога е некој болен, не може да му одредиш ти време 20 минути за да заврши лекарот со тој болен човек. Значи, не смее да има плаќање по учинок. Плаќањето по учинок во здравството прави и други негативни работи во здравството. Почнуваат самите лекари меѓу себе да си крајат пациенти, значи да трчат по пациенти за да имат поголем учинок, за да добијат награда, значи врз основа на тоа да имат поголем финансиски корист. Здравството е последица и на сите други негативни, значи сиромаштијата прави кога сиромав човек ќе оди на болница, од старт е веќе нервозен,
што е болен. Така нема тој да преживее, па сега и плюс и болен е, па и сега кога чека тука во установата, тој веќе цела своја нервоза и истора врз лекарот, како лекарот да е виновен што тој е сега болен. Значи, општо и самата состојба во државата прави недобар однос меѓу лекарите и пациентите. Друго нешто, Универзитетскиот клинички центар, ние сметаме дека е погрешна политика, што е поделен на 28 единки. 28 единки значат 56 директори, тоа значат 28 управни одбори. Тие 28 управни одбори се под 5 члена и тука се трошат некаде годишно 1,5 милион евра во тие услови. Значи, тие 1,5 милион евра подобро здравството да ги искористи во други цели, кои што ќе бидат правилно искористени за лекување на пациентите. Ако има време за образованието, нели да спомнеме, Левица исто се залага за укинување на екстерното тестирање на сите нивоа, сметаме дека тоа е стресно. Понатаму градинките, сметаме дека има недостаток на персонал во градинките. Градинките треба да работат во 2 смени, за да може луѓето што работат и втора смена, што се работат до подоцна, да може да имат можност да ги остават своите деца во градинките и отварање на нови градинки. Основно во високото образование. Студентите се прогресивната сила во општеството. Тие мора да имат добри услови за да живеат додека студираат. Значи, реконструкција на студентските домови. Една минута. Понатаму, студентското организирање. Денешното студентско организирање е сведено на партизирано организирање. Значи, Левица и во изминатиот период поддржува, значи, студентско движење кој ќе биде автентично, кој ќе произлезе од самите студенти, да не биде партиски наметнати студентски организации. Па и во делот на изборот на декани на факултетите. Тоа е многу централизирано сега. Значи, ректорот ги поставува деканите. Деканите не се избират од своите колеги, значи сметаме дека деканот на еден факултет треба да биде изберан од самите колеги, а не да биде назначен од ректорот. Да, така. Добро, ви благодарам, господин Николов. Господа, повелете со вашите реплики. Кратко само прашање. Значи, верувам дека се согласуваме барем за неколку работи. Да го укинеме здравството по учинок, тоа е важно. Верувам дека се согласуваме во оној првиот дел во кој што зборувавте дека самиот лекар мора да биде мотивиран доволно за да може да биде посветен на пациентот, да не биде обремен со сите тие административни постапки. Значи, тој дел на работата на лекарот да се укине и да има службеници кои што ќе заведуваат и се, кој што ќе го заврши на самиот лекар и да вратиме клиниката како што беше, а не на 28 клиники или колку се таму 26 вкупно, заради тоа што непотребен издаток е. Така, се согласуваме. Тоа е тоа. Да, се согласувате. Добро, тоа беше, ја заклучивме, значи, и втората тема во вечерашната дебата и одиме на третата и последна тема. Сигурно ќе се сложиме дека и Струмичкиот регион, и Југоисточниот регион, каде што се гледа програмата на ТВ каналот ВИС, и целата четврта изборна единица, во овие градови и села населението претежно екзистира од аграрот. Токму затоа, како трета тема во оваа дебатна емисија, ја оставивме земјоделството. Господине Заев, повторно започнуваме од вас. Повелете. Многу важна област за цела Македонија, посебно за овој наш регион, четвртата изборна единица, каде што сме кандидати сите. Радовишко-Струмичкиот регион, градинарското производство, посебно рано градинарското производство, но и она што го викат индустриско производство за несента, има мал дел тутун. Валандовско-Богдански, Гевгелискиот регион е исто така. Тиквешијата, грозијето и секако одреден дел жито и градинарско производство. Прилепскиот регион, тутунот, се нај региони во делот на подсекторите во земјоделието кои што ги имаме. Најважна работа, пласман, да обезбедиме на земјоделските производи. Како ќе го направиме тоа? Од политичарот се очекува да отвори пазари дополнителни од сега постојните или традиционални за нашето земјоделско производство. Истокот мора да го отвориме. Русија, Белорусија, Молдавија, да ги отвориме, не знам, арапските земји, дури. Катар, Саудиска Арабија, па дури Индија и Кина. Бартер аранжмани, ако треба да се случува, треба да се случува. Ако увезуваме железо од Украина, од Русија, за возврат ќе примат храна од кај нас. Една Кина има сега интерес да пласира ефтини кредити овде. За автопатите ги гледаме и за други инвестиции. Ќе седнеме со нив, дај мал дел. Значи едно мало село во Кина, верувам дека ќе испразни се од земјоделие, иако е далеко, може за одреден само производ,
Верувам дека земјите како Саудиска Арабија, Катар и многу други може да примат одредена количина на земјоделски производи од кај нас, да створиме надпревар, новиот купувачи да дојдат, кој повеќе ќе оплати, тој да го купи земјоделското производство. Тогаш ќе добиеме вистинските цени на пласманот на земјоделските производи. Субвенциите треба да ги. Тие се добра поддршка во земјоделството. Ние проектираме 160 милиони евра годишно субвенции, но да стигнат кај вистинските земјоделци, да стигнат навремено, тогаш кога им треба и да имат конечна цел и ефект. Да го мотивират земјоделецот. Ако има 3 тона жито од 1 хектар, и идната година ако има 3.300, ќе добие на 3 тона и 300 вкупно дополнително 10% повеќе субвенции. Зошто? Заради тоа што ќе има во обем поголемо производство, повеќе ќар и повеќе пари ќе останат со него. Градинарите почнуваат во јануари со расади, тогаш да им ги дадеме субвенциите. Лозарите почнуваат да кројат директно во февруари се до мај месец, кога одат со инвестиции, тогаш да им ги дадеме субвенциите. Кога навистина им треба. Но при тоа мораме да ги намалиме и трошоците на земјоделското производство. Ке го укинеме персоналниот данок на доход кој што го плаќа земјоделецот. Ако помине 300.000 денари, земјоделецот плаќа персонален данок на доход од тоа што му е над 300.000 денари. Треба да го укинеме за да ја мотивираме да не останат луѓето во село и да ја работат земјоделската обработлива површина. Ќе воведеме зелената нафта, која што 50% е поевтина од нафтата за возилата, за да го намалиме вкупниот трошок кој што земјоделецот го прави во земјоделското производство, но и ќе ги подобриме квалитативно условите на живот во руралните средини. Ќе воведеме државната социјална пензија. Тие луѓе што наполниле 65 години старост, немаат стаж, не дочекале пензија, мора државата да води грижа. Социјалниот аспект е важен. Цел век плаќале даноци на ова наша Македонија. Никој не се прашува што живеат, што плаќаат сметки, токму тие граѓани. Таа државна социјална пензија ќе го овозможи достоинствен животот до крајот на животот на таквиот вид на наши повозрасни луѓе, кои што и такако вреди државата да посети внимание токму за нив и вкупната инфраструктура. Селата ни се буквално уназадени во споредба со градовите. Мораме да градиме водоводи, канализации, се уште нема во Македонија. Патишта, спортски игралишта, домови на култура, да ја вратиме културата внатре, детски градинки да отвараме, да го унапредуваме образовниот систем, да создадеме амбиент на живот кој што го има барем приближно со градовите. Тоа е во делот на рамномерниот регионален развој и јас верувам дека во делот на земјоделството не е само дали има приход, дали луѓето имаат амбиент за живот на села. Денеска младите ги нема по нивите. Останаа од вкупно млади, ако има во едно село 100, 20-тројца дали работат. Само ќе ги видите по возрастните луѓе. Порано беше, мајка ми наставни по биологија и хемија. Работевме земјоделие сите, екстра пари се вадеа покрај платите. Зошто? Студенти имаше дома. Требаше дополнително пари. Требаше да се обезбеди дом, ќе пораснеме, ќе се жениме, ќе се мажиме. Мора да биде тоа доволно мотивирачки. Јас сум човек кој што работи од земјоделие, редок политичар, кој што буквално држал мотика, знае што значи земјоделството и верувам дека може во Македонија. Глобална поборувачка на храна имам, нашиот земјоделец е најсиромашен на светот. Тоа можеме да го направиме со навистина, вистинска посветеност на власта кон земјоделецот и кон пласманот. Оти ако имат селата пари, земјоделецот ако има пари и градовите живеат, тие бутиците на чаршијата, некој пат сега сефте не може да направат, викат немаат луѓето од село пари, земјоделието не донесе ништо ова година. Така да сум убеден дека оваа значајна гранка заслужува комплетна посветеност и внимание од страна на државата. Тука спаѓаат системите за одводнување, системите за наводнување, комплетното патишта, инфраструктурни да се тампонираат за да може да создадеме амбиент за земјоделско производство. Благодарам. Господа, повелете со вашите реплики. Немаме. Не. Добро. Само прашање, бидејќи господинот Заев е градоначалник, нели е добро и општините, значи општинска администрација, да вработува агрономи кои што на терен ќе помагаат на земјоделци. Ние сме земјоделски регион. Значи нели е подобро така да се вклучуваат такви кадри во општинската администрација? Ако се заложиме за децентрализацијата и тоа ќе се случи. Општина Струмица нема ништо ниту било која општина надлежност од земјоделието. Зошто? Тука ние што направивме? Отворивме еден наш сектор за европски проекти, каде што вработивме млади луѓе, 2-13 се вкупно, меѓу нив има и агрономи. И сега тие без надлежност помагаат ЗИПАРДот,
помагат за едукација на земјоделците, каде може да аплицираат, каква поддршка да побарат, да ги средат дури документите за субвенциите. Директната локално ниво поддршка е многу подрагоцена. Таму од Министерството за земјоделие никој не знае што треба во Радовиш, во Смолари, во Самуилово или не знам во било кое прилепско село. Директно со децентрализацијата токму ваква можност да добијат и општините, па дури како што вика господин Георгиевски селата ќе се ангажира агроном, директно ќе му помогне на земјоделец. Благодарам. Почитувани гледачи, вие следите програмата на ТВ каналот ВИС, за оние наши гледачи кои подоцна се вклучија во нашата програма, ја следите дебатната емисија со носителите на листите, партиципиенти на превремените парламентарни избори кои ќе се случат на 11 декември во изборната единица број 4. Мои гости вечерва се господинот Зоран Заев од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Слободан Богоевски од Коалицијата за промени и правда, господинот Љупчо Георгиевски од Коалицијата ВМРО за Македонија и господинот Митко Николов од Левица. За жал и покрај тоа што беа поканети, во студиово ги немаме Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН, и носител на листата од Коалицијата за подобра Македонија, Артис Пахио од Демократската унија за интеграција и Слободанка, Даница Јованова од Либералната партија на Македонија. Разговаравме на тема економија, разговаравме на тема здравство, во моментов разговараме на тема земјоделство. По Зоран Заев следува Слободан Богоевски. Благодарам. Како што во многу други области, нашата држава нема концепт, така немаме ни концепт за земјоделието. И тој треба на вистина со заеднички консенсус на сите идни партии кои ќе влезат во парламентот да се изгради. Ево зашто го кажувам тоа. Ќе почнем темата со една статистичка паралела. Од далечната 1984 година до денес. 32 години се поминати. Ако ја погледнете статистичката скала на растот на производството на земјоделските производи, овоштарството, лозарството и сточарството, ќе забележите една генерална тенденција на опаѓање после 32 години. Само во мал дел има стагнација и единствен производ имаме како Република Македонија, куриозитет, кој го задржува нивото на обем на производство. Тоа е компирот. И тоа е единствената култура што сме зачувале на исто ниво како пред 32 години во 1984. Ова малце иронично делува, но сакам со ово да илустрирам дека ние немаме концепт. Државата во целиот период, социјалниот мир го купуваше врз грбот на земјоделците. И затоа она не успеа да изгради здрав концепт. Што ние во нашата програма предлагаме? Не треба многу паметни да бидеме, само да ги следиме што работат земјите членки на Европската унија, кои неколку децени најмногу борба водеа меѓу себе околу земјоделската политика. Зошто? Затоа што тоа навистина го чува социјалниот мир во секоја една држава. Доколку ни се опустат селата како што сега се опустени еден дел и воопшто руралните средини, ние ќе имаме страшен проблем со храна. И не само со храна, и социјалниот мир ќе биде нарушен. Ево, например, како го уредува тоа Германија, да ја земеме и Холандија за пример. Ние во Македонија првенствено мора да изградиме, и то со заеднички консенсус, концепт на детерминирани региони. Например, се знае дека Струмичкиот крај е познат по производство на раноградинарски производи, Радовишкиот слично, и Квешкиот по своето виноградие, односно лозарство. И винарите се таму, дел од Гебилискиот и Валандовскиот крај исто така. Државата мора да продолжи да го субвенционира производството, но мора да биде вклучена и науката. Што од тоа може да биде пласирано и на пазарите не само од овие земји за кои говоревме, него и во Европската унија. Ние не можеме да збориме дека сакаме да бидеме членка на Европска унија, а ништо не правиме да бидеме компатибилни во сите сектори со Европската унија и да размислиме што тоа ги исполнува европските стандарди. Субвенциите кај нас се карикатура. Сите сме за тоа земјоделците да имаат субвенции, но не субвенции со кои ќе се купува социјалниот мир кај земјоделците
или да се создава поданичка војска на партијата на власт и вообичаено пред избори ги лажат дека ќе ви издадеме субвенциите или еден дел ќе ви дадеме, ама по список партиски, а не на сите земјоделци. Второ, ние имаме единствен модел на доделување на субвенции според површини, а не по производ. И сега некој кој не се бави со земјоделие, а добил од владеачката партија концесија на општествено земјиште, си зема субвенции. Тоа го издава во подзакуп на некој терет. Конкретно имав прилика тоа да го гледам во Велешкиот крај. Некој си познат активист на владеачката партија од Неготино, музичар, огромни површини од лозар му ги дале, он ги дал во подзакуп со договори за деловна техничка соработка и други таму работат. Он ги собира субвенциите, плюс собира најамнина од тоа што му го издал на некој земјоделец. Субвенциите не смеат да бидат користени за купување на социјалниот мир и подкуп за таа партиска војска. И тие не можат да бидат трошени за плаќање на сметки на струја, на било што друго. Субвенции секаде се дават само за развој на земјоделието. Второ, ако ги гледате откупните цени, дали се работи за гроздје, дали се работи за раноградинарски производи, 20 и нешто години скоро се исти. Дури кај некој има и опаѓање. Во исто време трошоците на производство, како што е енергијата, семенските материјали, заштитните препарати, се повеќе од 3 пати пораснати. Не би треба никаква друга анализа да сватите дека каков товар на земјоделците сме им ставили и од тука нашите села се опустуват и младите нормално дека не ја гледат перспектива од животот на село и бавењето со земјоделие, осем познати партиски активисти кои добиле привилегија на некој начин да се збогатуваат тргувајќи со земјоделието, а не работејќи во земјоделието. Благодарам, повелете со вашите реплики, доколку имате. Не? Тогаш одиме со господин Купчи Георгиевски. Господин Георгиевски, повелете. Кога станува збор за земјоделието, не можам да не се навратам на работењето на нашата влада во период 1998-2002 година, поради повеќе причини. Еден од главните аргументи зашто денеска актуелната влада ги привлекува земјоделците да гласаат за нив се субвенциите, и тие ги представуваат како нешто ексклузивно. Значи, прво, сакам да кажем дека тука нема никаква ексклузивност, затоа што субвенциите ги има воведено нашата влада. Значи, не е тоа измислица на овие луѓе, туку напротив можем да кажем некои луѓе кои денеска се гордеат што даваат субвенции, тогаш кога ние ги воведувавме субвенциите, беа против воведување субвенции. И тоа е, нели, тема за расправа на друго место. Значи, нашата влада е таа што ги воведе субвенциите во Македонија. А па исто така не е ексклузивно па ни во Европа, затоа што сите земји во Европа земаат субвенции. Значи, кој да дојде на власт и нова влада, нема да ги укине субвенциите, туку напротив може да направи нешто подобро, да ги направи реалните корекции што треба да се направат. Во таа насока, тука кога сме кои субвенциите, јас можам да кажам дека има тука и еден трик што го прави актуелната влада со години. Например, на почетокот во буџетот ќе програмира 160-170 милиони евра субвенции, а на крајот кога ќе видите колку исплатили, ќе видите 100 милиони исплатили. Значи 50 милиони во ребалансот полека ги избришиле од субвенциите. Кога зборувам за работењето на нашата влада, сакам да кажем дека во тоа време не само што дадовме субвенции, туку ние правевме перманентно интервентни откупи. Секогаш кога ќе имаше некој производ вишок на пазарот, ние како влада влегувавме и го купувавме тој производ и после го дававме дали за армијата, дали за работените во администрацијата. Така што 4 тие години навистина можеби се најперфектните години за да нема, да речеме, пат на некој производ под цена. Дури има некои парадоксални ситуации, што ги спомни господинот Богоевски. Ви имате една ваква ситуација. Негде 2000-2001 година, пшеницата во Македонија сме откупувале по 12 до 13 денари, а денес е 7 денари. И буквално секој производ, ако го погледнете денеска во Република Македонија, е со помала цена од период, да речеме, пред 10 или пред 15 години. А цените на бензините и нафтите се зголемени, цените на вештачките ѓубриња се зголемени, буквално сите други услови се зголемени. Значи, само тоа зборува колку е сега профитот што му останува на македонскиот земјоделец.
Тука сега како понатаму. Значи една активна политика, меѓутоа тука треба луѓето да им веруваат на луѓе кои значи знаат како да ги прават тие, да речеме, како да помагаат директно кога има потреба за земјоделецот. Меѓутоа глобалниот проблем ние секогаш ќе правиме, значи како да кажем, само значи импровизирани политики кои можеби понекогаш ќе носат резултат, се додека трајно не го решат проблемот и тука господинот Заев го почувствува проблемот и тој зборуваше за отварање на пазари. Тоа јас го поддржувам, меѓутоа сакам да ја спомнам вистинската причина кога ние ќе го затвориме тој проблем со нашите земјоделски производи. Тоа е влезот во Европската унија. Вие знаете дека ние сме партија која е многу флексибилна по тоа прашање и ние сметаме дека после новите избори треба сите политички партии да вистина заеднички да направат влез еден чекор кон Европската унија, нели и НАТО. НАТО значи безбедност, а Европската унија значи многу финансиска помош, многу финансиски програми и онаа што е најважно, многу помош на македонското земјоделие. Значи, јавна тајна е дека 50% од буџетот на Европската унија се троши за субвенции и разни видови на помошти на земјоделците во Европската унија. Значи, ако ние влеземе во Европската унија, ако го направиме тој напор, значи, првата работа, нашиот земјоделец нема да добива субвенции од буџетот на Република Македонија, значи владата да собира даноци од други, па да дава на земјоделците, туку субвенциите директно ќе доаѓаат од Брисел, како што денеска доаѓаат во Хрватска, во Бугарија, во Романија, утре во Србија така ќе доаѓаат. Значи директно доаѓаат од Брисел. Второ, според ставките и параметрите, значи нашиот земјоделец ќе добива минимум 2 пати до 3 пати зависно од културите повеќе субвенции колку што денеска ги добива од буџетот на Република Македонија. И третата и најважната работа, која можеби значи не е ни самиот буџет, не е ни самата субвенција. Тоа е отворениот пазар. Значи, нека секој има пријател во соседна Бугарија, значи, а истото и во Грција, имаат луѓето овде пријатели и во Грција. Значи, вие ги берете зелките, ги берете пиперките, го берете бостанот, го товарите на камионот, без никаква декларација, без никакви гранични проблеми. Едноставно, сабајле решавате, сакам да одам на пазарот во Виена, сакам да одам на пазарот во Букуреш, сакам да одам во пазарот во Загреб, Лјубљана, со траект, ова фериброд, цела Италија е за неколку сата достапна преку Грција. Значи, онаа што во бивша Југославија луѓето го памтат дека го товараат пазарот и одат на пазарот во Белград или во Загреб или во Лјубљана, утре ќе може да го прават низ целиот европски пазар. Значи, мораме да го направиме за нашите земјоделци тоа. Ви благодарам. Повелете, доколку имате реплики. Нема. Добро, и дојдовме до господинот Николов. Господин Николов, земјоделство. Да. Повелете. Значи, мерките во нашата програма се зголемување на субвенциите на ситните земјоделци, но истовремено укинување на субвенциите на големите компании. Понатаму, делење земјиште без надоместок на ситни земјоделци, на тие што го работат, и ограничување на земјиштето да не дојде до велепоседништво, тоа што го спомна господинот Богоевски, нели? Се дават земјишта на голема површина тие што не го работат. Понатаму, откупните цени мора да бидат загарантирани од страна на државата. Господинот Георгиевски добро спомна како било за неговото владење. Значи, целиот вишок на земјоделски производи, кога нема откуп, државата да го зима, а истите таа храна да може да се распредели во армија, болници, градинки или да се чува под одредени услови, значи да има ладилници, каде ќе се чува и после некој време може да има и повисока цена. Исто така чистење на одводните канали, значи да не дојдеме до ситуација да имаме поплави, да плаќаме штета од поплавите, а штетата од поплави да биде поголема отколку што требало да се исчисти каналот за да нема поплави. Значи, на време да се реагира во земјоделството. Значи, нашиот земјоделец е многу оставен на пазарот, слободен, без стручна соработка од страна на стручни лица. Значи, нашиот земјоделец увезува семе, без при тоа државата да направи тестирање на тоа семе. Дали тоа семе одговара за нашите ниви. Пред 2 години се случи во Гевгелија семе за кабеста зелка. Наместо кабеста зелка, луѓето на нивите излезе нешто слично на прас, 1 метар високо. Значи, непроверено семе влегува во Македонија. Понатаму, дали
семето, дали таа култура одговара на нивото што има земјоделецот, треба да има анализа на почвата, значи анализа на земјишто, значи кои минерали, какво ѓубриво треба да користи земјоделецот. Тоа земјоделецот не треба сам да го прави, тоа треба да има институција кај што ќе може земјоделецот да се обрати и тоа бесплатно да му се овозможи да знае на неговата нива какви култури може да бидат посадени. Исто и во делот на болести што се појават за време на одледувањето на земјоделските култури, да има стручен надзор. Во делот на стандардите, земјоделецот не може сега на 50 години, ако работи земјоделие, да учи за Global Gap стандарди. Значи тие стандарди треба да му бидат објаснати од стручни лица дека по тој стандард ако произведе, неговиот производ ќе има повисока цена. Понатаму, во делот на откупните, на откупот, нели? Многу варира цената. Многу често се случува откупувачите да манипулираат со земјоделците. Сабали да му кажува една цена дека ќе биде откупот, откако ќе ги набера производите, цената демек сега е веќе пониска. И земјоделецот мора да ја продаде по пониска цена. На кантерните белешки им се дава кантерна белешка на која што нема цена, значи има само килажа, значи пак постои можност за манипулација. Има проблеми и при извозот. Ние можеме да имаме и отворен пазар, значи Македонија во земјоделието има негативен имидж. Негативниот имидж кај нас е поради тоа што нема добри контроли при извозот, значи нема добри фитопатологот. Фитопатологот го гледа камионот кога е товарен, а не кога за време на товаренето. Значи го носиш ти камионот за извоз, кај фитопатолог да те дава документ за да камионот оди за Русија, пример, и сега му отвараш задните врати на камионот, фитопатологот одзад може ли да ги види сите производи што се во камионот? Не може да ги види. Може да се случи квалитетот на производите да биде низок и кога ќе стигне во Русија, купувачот нашите производи да биде разочаран од нас и да има негативно мислење за нас. Ако не се платни, може нема да ги плати. Ако се авансно платени, може нема да му се вратат парите. Значи, тој нема да биде рамнодушен и сега било што било. Ќе разгласи на сите други купувачи на земјоделски производи. Имате само уште една минута. Да, значи ќе разгласи, има форуми кај што ќе каже дека тоа му се случило, тоа негативна особина тоа негативна случка му се случило, да не се увезува од таа земја. Истовремено пак извозниците и тие имат проблеми. Значи, документот за потекло, значи при извоз треба да има и административни и бюрократски работи. Извозникот треба да набави документ за потекло, форма А, викат извозниците. Таа форма А не може да издаде во Струмица. Таа форма ја издава Стопанска комора. Стопанска комора сега треба да оди извозникот, ако има денес извоз, треба да оди во Штип, за да го издаде тој документ, па пак да се враќа тука за да на терминал или на граница да направи извоз. Значи, ние имаме неорганизирано земјоделство. Значи имаме земјоделство, но не е добро организирано. Ако биде организирано, ќе биде добро земјоделство. Благодарам, повелете со вашите реплики, господа. Јас само дополнителен коментар да да дополнам сега. Македонија од времето како што беше извозник на земјоделски производи, на сточарски производи, овоштарство, лозарство, во моментов е еден од најголемите увозници. Тој е многу сериозен индикатор за нашата социјална стабилност. Податоците за ова година, ако ги видите, над 90% од месото и месните производи се увоз. Значи, ние не само што живееме на кредити, него и јадеме на кредити. Тоа се застрашувачки податоци. Имате контрреплика? Да. Добро. Се согласувам. Значи, почитувани гледачи, ги исцрпивме трите теми предвидени за оваа телевизиска дебата. И одеме со она што се договоривме на самиот почеток, а тоа е секој од вас има право на еден од учесниците на оваа телевизиска дебата да му постави било какво прашање. Господин Заев, кому и имате ли какво прашање? Тие што не дојдоа, може да нема да добиете одговор, за жал. Добро. Значи, мене ми е драго што постоја дебат. Во многу од дебатите денеска тој што ја води нашата земја 10 години можеше да добие многу убави лекции, заради тоа што во некои прашања еве левичари, десничари не сме различни. Ние постоиме и работиме за нашиот народ, но ќе можеше да научи од оваа една лекција за економија од сите нас овде денеска, ќе требаше да одговори човекот ако дојдеше на одредени прашања. Како тоа, не знам, Горна Македонија е прифатливо во тој момент. Сакав да го прашам
за многу детали околу земјоделието, заради тоа што лаги со опашки е таа работа. Јас знам дека господинот Георгиевски го има, го спомна тој тоа, го има буквално убедувано дека субвенциите добра работа, цела Европа тргнува во тренд во тоа време. Но кога дојде да биде премиер, виде дека тоа е начин на купување на гласови, па го имплементира. Не ти верува тој во таквата политика или слично. Убаво ќе беше да ги разлобиме сите овие работи за урнисано здравство, за урнисано образование. Но ви преостанува да поставите прашање на овде присутните. Па еве само ќе искористам таа можност. Навистина во голем дел од нашите против кандидати кои што се денеска за одредени ставови стварно се согласуваме, некаде концептот и приодот ни е различен и слично, но тоа е дебат. На крајот граѓаните преку тоа ќе не ценат. Човекот бега и има зашто да бега. Ја упропасти нашата Македонија. Прашање немате. Така. Добро, господине Благоевски, повелете. Ево сега ќе продолжам. Овој пример покажа сега колку се важни дебатите како култура на живење на јавната сцена во Македонија. Так. Јас не морам да се согласувам нити со господинот Георгиевски, нити со господинот Заев. Но колку што гледате низ овој диалог, и мене ми доаѓаат идеи слушајќи го Георгиевски, Заев, него. И ние мора да сватиме еднашка дека ние на јавната сцена не смееме да бидеме непријатели. Ние можеме да биде конкуренти или соработници, но никако непријатели како што наметна атмосфера и филозофија на живење актуелната власт. Ево, и тоа одбегнување говори. И од тука е безсмислено да упатуваме едни на други реплики или прашања, кога ние сме опозиција сите. Сакав јас Имаше да логика, не, добро е тоа, али ќе имаше логика доколку дојдеа тука. Така. И тоа не е почитување на таа култура на живење, на јавната сцена, мислам дека народот ќе ги казва. Благодарам, господин Георгиевски. Па јас ќе се приклучам кон колегите со не со прашање, туку со една општа констатација. И мене ми е жал што, еве, навистина нема дебата меѓу власт и опозицијата, има повеќе нели дискусија меѓу самата опозиција, која горе-доле во оваа емисија имаше нели прилично приближени ставови со одредени нијанси и разлики. И тоа исто така не можам да кажам, значи недоаѓањето на дебати од страна на луѓето на власта само јасно зборува колку се тие сигурни дека го изграделе голем монопол во македонските медиуми. Значи, нивните ставови, нивните позиции, фалбите за нив одат преку така наречените национални медиуми и тие се доволно сигурни дека луѓето се доволно хипнотизирани од таа пропаганда за да имаат потреба во директна пресметка да ги бранат ставовите и своите позиции. И мислам дека овие избори токму за тоа ќе ни послужат навистина да ја донесат демократијата. Јас навистина еве како една порака што сакам да ја упатам до граѓаните, значи имаме една порака, нели сега дајте ни 62 пратеника за да имаме стабилна влада. 10 години Македонија имаше 62 пратеника и стабилна влада. Тоа ли се резултатите што ги имаме? Ама но таква стабилност. Исто така морам да кажам едно друго СДСМ имаше исто мнозинство од над 60 пратеника кога ја направи приватизацијата, кога немаше опозиција во парламентот 94-98 година. Се покаже дека Македонија е најлоше кога една влада има една мнозинство во парламентот. И затоа јас велам, денеска во Македонија и требаат многу партии. Значи покрај СДСМ да има едно нели може и мнозинство да има, ја да се противам. Меѓутоа, зошто да нема, еве тука се левицата, тука е коалицијата за правда и за реформи, конечно тука е ВМРО за Македонија. Зошто сите тие партии да немаат своји пратеници во парламентот? Тоа е богатството на Македонија, тоа ќе биде демократизацијата, тоа ќе биде демократијата и тоа ќе биде гаранцијата на граѓаните дека утре никој нема нив да ги манипулира. Се согласувам со вас за недостатокот на овие телевизиски дебати, последните телевизиски дуели кои ги памети македонската јавност помеѓу лидерите на позицијата и опозицијата без разлика кој каде, се оние телевизиски дуели помеѓу Љупче Георгиевски и Бранко Црвенковски, кога граѓаните на Македонија ги гледаат како да гледат фудбал помеѓу Реал и Барселона. Благодарам. Господин Николов. Да, значи ви се заблагодаруваме што не поканувате на дебати. Ние сметаме дека дебатите треба сите доаѓаат на дебати, па да разменуваме нели различни концепти. Плюс тоа ние сме партија, сиромашна партија и користиме сите дебати, сите покани, настапуваме значи на сите телевизии кај што сме поканети. И затоа е кај нас изреката
нашите митинзи се дебатите и протестите. Значи, Така. користиме се дебати. И само една минута за секого од вас. Ке имаме ли на 11 декември слободни, фер, демократски и кредибилни избори? Господин Заев. Јас верувам во тоа. Секако од власта зависи најмногу. Мене ми е драго што Македонија има 1.531.000 гласачи сега, а не 1.814.000. Заради тоа што е разделено тоа што било фантомско и тоа што фиктивно некој го користел од делот на диаспората. Тоа е сериозна работа која што беше еден од значајните услови. Еве медиумите се подобрени. Не има и нас како опозиција. Таа борба вредеше комплетно. Дали ќе бидат условите регуларни, фер и демократски, најмногу зависи од власта. Но верувам дека поприлично зависи од нас, меѓу другото, зависи од мене и од мојата политичка партија. Јас сум убеден во победата. Треба да знаат сите, кои што ќе се дрзнат, да му го ускратат правото на нашиот народ, слободно да гласа. Значи да го уценуват, да му се закануват, да го уплашуват, да го подкупуват. На 12 Груевски нема да е премиер. Тогаш ќе се одговара и законот ќе се спроведе. А законот вика 3 до 5 години затвор. Оврска на сите. И Македонија ќе победи само ако има регуларни, фер и демократски избори. Благодарам, господин Богоевски. Јас сакам да се надевам и да се надеваме дека ќе имаме фер и регуларни избори, затоа што е основен предуслов да отпочнеме со излез од кризата. Изборите нема да ја решат, но секако 99% зависи од односот на актуелната власт. Оно што го слушам на терен, притисоци, обиди за подкуп на граѓани, сакам да упатам апел до сите граѓани на Република Македонија. Немојте да им се плашете. Излезете слободно на овие избори. Ако ви нудат пари, земете им ги парите, затоа што сте тоа ваши украдени пари. Пријавете ги и казните за изборните нерегуларности се жестоки, од 3 до 5 години. Немој никој да ве заплашува дека тајноста на изборите ќе биде нарушена, па ќе знае водството на ДПМН кој за кого гласал. Тоа е измама. Бидете слободни, гласајте. Ево, повик за нашата коалиција, за Промена и правда, за бројот 5. Ако не им се допаѓаме, ние и нашата програма, нека гласат за коалицијата која предводи господинот Заев, господинот Георгиевски, Левица, за кого сакат, само не за оваа тираниска власт. Благодарам, господин Георгиевски. Па јас исто така сметам, ако некојаш имало услови толку многу созреани, со сите можни контроли, со сите пречистувања, со слики, со списоци пречистени, тоа е сега. Значи, условите се создадени. Сега треба нели и граѓаните да настапат. Значи тука и граѓаните треба да бидат свесни дека приказните дека некој ќе знае како гласам, тоа никогаш не држало, тоа дури кога било многу полоши условите, никој не знаел кој за кого гласа, така што таа приказна да не веруваат на никого. Значи се работи секојаш, барем тој дел на самото гласање тајно било почитувано. Фалсификатите настанувале пред тоа и после тоа. Меѓутоа на самото гласање, ако некој гласа, никој не може да му го земе гласот, ниту може да знае некој како гласал. Освен тој сам ако не се нафати да става негде црти или не знам што, ама и во тој случај тешко може да се утврди. Значи, сега е до граѓаните да кажат дали сакаат да имаат промена, сакаат да имаат една поголема демократија во Република Македонија. И во таа насока сметам дека еве ги публикуваме на 11 декември да дадат гласот за демократијата. Ние сме тука да има промена во парламентот, да има слободно дишење малку, затоа што сметам дека слободата и демократијата сите ние ја заслужуваме, а највеќе обични граѓани не заслужуваат. Господин Колов. Да, јас се надевам дека ќе имаме регуларни избори, значи барем да бидат регуларни. После тоа дека ќе дојде до промени и ги повикувам сите да гласаат без да мислат дека нивниот глас е фрлен во воздух. Значи нема фрлен глас во воздух. Значи секој глас е битен и секој глас е битен за која партија ќе отиде. Така. Почитувани господа, тоа беше се со вечерашната телевизиска дебата. Мене ми е жал што не можевме да поразговараме и на други теми, меѓутоа времето предвидено за оваа телевизиска дебата е толкаво колку што е. Од друга страна ги почитуваме вашите агенди во оваа предизборна кампања. Ви благодарам што бевте дел од оваа телевизиска дебата и ви посакувам успех на изборите. Благодарам и ние.
Почитувани Благодарам. гледачи, вам ви благодариме за вниманието со кое нас следевте. Довидување.